Корона кривата урива рекорди. Македонија денеска го бележи највисокиот црн биланс од 180 заболени и 2 починати. Оваа бројка е најголема досега од почетокот на епидемијата. Битката со вирусот ја изгубија 52 годишен пациент од Куманово кој се лекувал на инфективната клиника во Скопје, а во болницата 8 септември почина 68 годишна скопјанка. Најголем број од новите пациенти се од главниот град, дури 109. Во Куманово 26, Штип 15, Тетово 12, а нов случај после 45 дена има и во Дебар. Но расте и бројот на хоспитализирани. За едно деноноќе на болничко лекување биле примени 17 пациенти. Покрај драматичните бројки надлежните смируваат. Новозаболените биле со лесна клиничка слика, а болниците пак биле подготвени да ги примат потешко болните. 15 семејства вкупно носат 90% од новите случаи, што значи дека болеста се шири тесно во рамките на овие кластери. Зголемиот број на заболени може да се каже дека е очекуван поради начинот на тестирање кој што го применивме овие изминати денови, со оглед на тоа што првите случаи од семејствата покажа дека има одреден број на асимптоматски носители, сакавме детално да видиме колку е тоа силно изразено. Коронавирусот засилено се шири и помеѓу здравствените работници. Нови 13 медицински лица се позитивни на COVID-19, од кои дури 11 се од болницата 8 септември во Скопје, а 2 се од гинеколошката клиника. За жестоките реакции во јавноста дека била направена погрешна проценка со воведувањето на полицискиот час во Скопје за време на продолжениот викенд, Филипче вели дека тоа што голем број скопјани заминале во други градови не менува ништо. Колкав и број на граѓани да се минуваат, а секако кај продолжен викенд се очекува да се испразнат големите места, да се наполнат туристичките. Филипче најави дека од понеделник не се планираат никакви рестриктивни мерки, односно најверојатно се укинува целосно полицискиот час.